Белешки за дневните настани на Крсте Петков Мисирков. Белешка прва. Мемуари на Крсте Петков Мисирков. Чифлик Климентово, Ахтриска околија, Харковска губернарија. 5. јули 1913 година. Денес се навршија точно 10 месеци од почетокот на Балканската војна, која се претвори во војна меѓу поранешните сојузници. Во ова време минатата година живеев со семејството во викендичката во Одеса, на Средна Фонтана, викендичките на женскиот Михајловски манастир. Таму неколку пати ме посетија студенти македонци, мои соплеменци и сонародници, меѓу кои беше и Киселинов, кој, интересирајќи се за литературата и главно за издавачката дејност, почнал некакво словенско издание и на секој начин се трудеше да ме привлече да соработувам во него. И не само тоа. Во декември 1912 година, кога престојував во Солун, разбрав од својот поранешен ученик во Бугарската битолска гимназија, а тогаш наставник во Бугарската Солунска гимназија, господин Зографов, дека Киселинов во рекламите испратени во Македонија за неговото издание Славјански југ, ме прогласил за соработник на неговото издание, иако јас немав никакви врски со него и однапред ја предвидов неговата жална судбина. Господин Киселинов имаше ортак во изданието, Србин, студент по право, господин Марковиќ, кога Киселинов го доведе кај мене во викендичката и ме запозна со него. Господин Марковиќ представуваше потполна спротивност на господин Киселинов. Последниот е со среден раст, малку изразени црти на лицето, вечно возбуден, постојано нешто бара, но и самиот не знае што сака. Тој со засилена гестикулација сакаше да го надополни тоа што не можеше да го изрази со зборови. Впрочем, тој и самиот не знаеше одредено што сака. Постојано спореше со сите и за се што, без да биде свесен зошто се расправа и зошто толку силно се возбудува. Манирите на господин Киселинов беа зачудувачки карикатурни. Тој многу се кршеше, гестикулираше, нервозно се смееше. Општо земено, господин Киселинов оддаваше впечаток на човек мизерен во секој поглед. Неговите другари, студентите македонци, го осудуваа издавачкото и литературното чешење на господин Киселинов, велеа дека ги дискредитира своите сонародници, но и покрај тоа тие се трудеа да ги прикријат неговите недостатоци, да повлијаат на него да се откаже од неговите замисли и да стане попозитивен. Меѓутоа, тоа тешко им успеваше и ексцентричниот и мизерен господин Киселинов ја продолжуваше неговата карикатурна издавачко општествена дејност и воопшто не се трудеше да го искористи своето слободно време за потемелно проучување на својата специјалност, која и е толку потребна на нашата татковина Македонија. Тој се правдаше со тоа дека универзитетската администрација на режимот на Левашански Герич, наспроти традицијата на Новорисијанскиот универзитет, им задржувала значителен дел од нивните стипендии и некои месеци словенските стипендисти, меѓу кои спаѓаше и Киселинов, останувале без никакви средства за екзистенција и затоа тој бил принуден да се занимава со издавачка дејност. Господин Киселинов нема ни трага од воспитание, што деломно се објаснува со неговата семејна состојба. Тој е син на сиромашна вдовица од градот Охрид, а деломно со влијанието на турското робство и со формирањето на бугарската интелигенција од најсиромашните слоеви, селското и сиромашното градско население на Македонија. Киселинов представуваше исклучок, за жал не може да се каже среќен, меѓу своите сонародници. Тој беше студент филолог, мошна ретка појава меѓу бугарите. Специјалноста на господин Киселинов кој издвојуваше од другите студенти, македонци и бугари, во изборот на нивната специјалност верни представници на својата нација, која незалудно беше прочуена како практична нација. Тие беа или студенти медицинари, или математичари. Недостигот на филолози меѓу студентите македонски бугари, како и меѓу бугарите воопшто, се објаснува и со слабото влијание на историско-филолошките дисциплини врз бугарската младина и врз бугарскиот народ воопшто. Нема друга словенска нација каде што познавањето и почитувањето на националното минато
би биле на толку ниско ниво како кај бугарите. Не знаејќи го своето национално минато, бугарскиот народ не го сака, дури и сосема се свртува од него и на секој начин се труди да ги прифати најновите текови на европскиот културен живот. Нема словенски народ помалку националистички и повеќе космополитистички настроен отколку што е бугарскиот народ. Бугарите се стремеа да го реализираат својот национален идеал инстинктивно, а не свесно. Тие знаеа дека Македонија е етнички бугарска земја, но не сакаа да знаат за нејзиното минато. Не сакаат да вникнат во суштината на претензиите на србите и на грците врз Македонија и во упорноста со која овие народи ги образложуваа своите претензии на Македонија. Бугарското училиште лошо го воспитуваше бугарското национално чувство. Бугарската интелигенција беше потоната во партиските спорови, а заштитата на бугарските национални интереси во Македонија им беше оставена на самите македонци, кои зачудувачки пожртвувано, но крајно еднострано ја водеа борбата за националните интереси. Четничкото движење и црковно-училишното дело беа единственото оружје на националната борба. Бугарските и македонските дејци целото внимание го свртеа во борбата со турците и во текот на десетлетија ја водеа таа борба со крајна упорност, воспитувајќи кај народот представа за турчинот како за единствен непријател на бугарскиот народ. Србите, грците и романците не беа интересни за бугарите и бугарскиот народ беше воспитан или да ги потценува, или да биде рамнодушен према другите своји соседи, освен спрема турците. Не интересирајќи се за себе, тоа е за своето минато и за своите соседи, освен за турците, бугарскиот народ во текот на 35 години од Берлинскиот договор и се посвети на практичната материјална културна работа, сваќајќи ја својата историско-национална мисија исклучиво во готовноста да се умре во борбата со единствениот непријател – турците, за да се оствари националниот идеал. Бугарската практичност се чини го напуштила господин Киселинов, кој за своја специјалност го избра историско-филолошкиот факултет. За жал, овој заклучок се покажа избрзан, бидејќи господин Киселинов при изборот на својата специјалност го интересирала литературата воопшто, западноевропските литератури и руската литература, чии дела слабо ги познаваше, но воопшто не го интересираа податоците на историско-филолошките дисциплини, што би нашле примена во бугарското и во македонското национално минато. Со еден збор, господин Киселинов даваше лош пример за национално училишно воспитно влијание на бугарската младина од бугарското средно училиште во Македонија. Тешко дека ќе заслужам прекор, оти сум пристрасен, ако кажам дека и во бугарското царство не е утешно влијанието на средното училиште.